повод 148 години од раѓањето на македонскиот национален херој Гоце Делчев, овде во Скопје се одржа трибина на тема "Животот и делото на Гоце Делчев во колективната меморија на македонскиот народ". Гоце Делчев, како македонски национален херој, влезе во колективната меморија на народот, како храбар, одлучен и упорен. Меѓутоа, народот не го памти токму поради неговите организаторски и ораторски способности, туку и поради неговите човечки доблести. Токму неговите современици го опишуваат како непосреден, едноставен, храбар и човек кој што ги топел срцата на сите оние кои што доаѓале во допир со него. Токму затоа Гоце Делчев представува пример за едно морално и патриотско воспитување на младите генерации кои што доаѓаат. Во најновото издание од емисијата од своја страна ќе ги слушнеме говорите и излагањата на повеќе македонски современици, токму за животот и делото на овој македонски револуционер. Гоце Делчев беше организатор, идеологот, предводник на македонското национално ослободително движење. Личност кој целиот свој живот го посвети на Македонија и на својот македонски народ. Тој со апостолска мисионерска посветеност го просветли, го помири, го обедини македонскиот народ, патриаршисти, екзархисти, револуционери, социјалисти, револуционери, демократи и така натаму. Го вгради, сади слободарски дух, го охрабри јавно да ја декларира својата македонска националност. Поединецот да изјавува "Јас сум македонец". Во свеста сади верба дека може самостојно со оружена борба со сопствени сили да се бори и да се избори за слободување, за слободен живот во своја самостојна држава Македонија. Во колективната меморија на македонскиот народ Гоце Делчев е трајно запаметен, опеан како легендарен револуционер, народен предводник, син на мајка Македонија, величен од сите генерации, вклучувајќи еве и сегашната наша најмлада генерација со така наречената нивна химна "Излези момче горе на тераса". Тоа е така нашиот благороден народ знае и умее да се одложи на своите заслужени синови. За Гоце Делчев му одреди заслужено место во историјата на македонскиот народ, исто како што и македонската наука тоа го направи. Денес во Република Македонија повторно е деноминиран македонскиот народ, македонската нација е понижена, нашата земја се одмакедончува. Гоце Делчевата личност и дело се бугаризираат, Гоцевиот идеал за Македонија на македонците, македонизмот, во перспектива на времето оставнува безвременско. Ако дозволите само уште неколку искажувања, Ѓорче Петров, најмаркантната личност во македонската историја, ретко имаше луѓе кои можеа да се протистават на хипнозата на неговите зборови и постапки. Јас самиот на себе ја почувствував многу пати хипнозата на неговите постапки. Делчев и како личност или како војвода беше пред се народен водар. Делчев со својот огромен авторитет во таа средина во организацијата, кај воводите и вочетите, го носеше факелот на моралното влијание. Делчев беше најголемиот представник на типичниот македонски идеализам. И уште русински, Делчев беше божествено олицетворение на учесниците на ВМРО. Него природата го беше создала само за водач на едно движење, како беше македонското во неговото време. Како што спомнав, Гоце Делчев во македонското револуционерно наследство и веднаш да кажам дека тој се представува како идејник, организатор, агитатор, војвода, масовик, револуционер од балкански размери. Тој е представник на македонската национална интелигенција, авангарда, чија основна задача била изведување на морална и политичка револуција во конкретното историско време. Не е ни чудо еден од членовите на дружината во која што членуваат
Вапцаров, Коле Неделковски, Рацин, Коста Веселинов во својот есеј, кој што го насловува Гоце Делчев, изразител на македонската национална борба, уште во 1940 година, запишал: И македонскиот народ во епохата на своето национално оформување исфрли од својата средина еден таков национален херој, Гоце Делчев, кој целиот свет свој живот се бореше за слобода и независност на Македонија и со својата крв ги циментира основите на македонската ослободителна борба. Битно обележие на Делчевата револуционерна активност е доследноста во борбата за самостојност и за независна македонска држава. Или, како што тој пишува во едно свое писмо, слободна држава, до која ќе се стигне преку внатрешно востание. Во писмото воедно ги искажува основните принципи на кои треба да се гради македонската револуција. Македонија се развива систематски и треба да се одвива една систематска агитација за едно општо внатрешно востание, која има земено големи размери и нема катче во Македонија што не е опфатено, затоа е должност на секој родолюбец да помогне колку што може повеќе. Тој инсистира на длабока преобразба во османлиската општествена сцена, настојувајќи да се постигне духовен и образовен препород на македонскиот народ и секако високите вредности на една човечка личност. Во ова смисла и неговото размислување, моралната револуција, револуцијата во умот, срцето и душата на еден робски народ е најголема задача. Јас ке зборувам за Илинденското востание, дали живее во бугарската или во македонската колективна меморија. Значи, во тој контекст, пред да се формираат комисиите, беа одржани неколку средби на македонските и бугарските историчари. Значи, тоа беа тимови формирани од бугарски и македонски историчари за да се договорат за чествување на Илинденското востание. Организатор беше Македонската академија на науки и уметности. Меѓутоа, и двата состанока кои што беа одржани завршиле уште пред да почнат, затоа што македонските историчари стојат цврсто на ставот дека Илинденското востание му припаѓа на македонскиот народ. Она што настојуваше бугарската страна беше заедничко чествување на Илинденското востание и тоа како Илинденско преображенско востание. Со тоа настојувајќи да му дадат сосема друга димензија на истото. Дури се појавија тврдења дека во документите се зборува за преображенско Илинденско востание, но дека македонските историчари ги фалсификувале документите. Но документите се неумоливи. Илинден е исклучиво македонски празник. Македонската револуционерна организација во организирањето на востанието го вложила целиот свој физички и материјален потенцијал за тоа да биде што подобро организирано. Востанието заврши со неуспех, но му покажа на светот за желбата на еден народ да биде свој на своето, со своја држава, нација, јазик и култура. По востанието во репресиите страдаше македонскиот народ. И сосема е нормално што Илинденското востание живее единствено во колективната меморија на македонскиот народ, бидејќи само тој, македонскиот народ, ја прифати одлугата на организацијата да се крене, да учествува и да го води и на крајот да ги трпи последиците на востанието. И во Бугарија, споменот за Илинден во 20-тите години на 20-тиот век започнала да ги чествува македонската емиграција, бидејќи тој живеел во меморијата на македонците. Колективната меморија е оној барометар кој покажува што одреден настан или лично значи во историјата на еден народ. Организираното прославување на Илинден настапува со формирањето на Илинденската организација во 1923 година. И претходно имало чествувања, меѓутоа тие биле неорганизирани, биле спонтани од народот. Една од задачите на Илинденската организација била и активноста за негување на традициите на македонската револуционерна борба, т.е. да се популаризира македонската историја, македонскиот хероизам, македонското самосознание. Како една од главните активности на организацијата биле прославите по повод годишнината од Илинденското востание. На самите манифестации учествувале голем број македонски емигранти. На прославата на Илинден во 1922 година во Софија учествувале неколку десетици илјади лица од повеќе средини, а во 1924 година на чествувањето учествувале околу 30.000 луѓе од македонската емиграција.
Чествувањето на Илинден во 1923 година било збогатени со пренесувањето на посмртните останки на Гоце Делчев во просториите на Илинденската организација во Софија. На 2 август 1923 година од куќата на Чаков посмртните останки на Гоце Делчев биле пренесени во црквата Света Недела, каде саркофагот останал до 5 август 1923 година, кога биле пренесени во канцеларијата на Илинденската организација. И овде се поставува прашањето, ако беше бугарин, зошто таа бугарска држава од тогаш не ги зема коските на Гоце Делчев па да направи некој пантеон во кој што ќе ги стави и да го слави и да го чествува. Меѓутоа тоа не се случи, тие останаа во раците на македонската емиграција. Интересно е за тоа што за ова чествување 23 година на 1 август српскиот дипломатски представник во Софија испрга телеграма до Министерството за надворешни работи на Кралството Србија во кој известува дека на 2 август ќе се прослави во Софија 20 годишнината на македонското востание. Но во таа прилика ќе се изведе голема македонска манифестација во која ќе учествуваат сите македонски братства и сите друштва. Не се споменува за Бугари. Илинден македонските емиграција во Бугарија го доживувала како символ на македонската борбеност и македонски ден, а за Илинденската организација го символизирала најголемиот момент во историјата на македонското ослободително револуционерно движење. Од 1933 година организацијата околу чествувањето повеќе не доаѓала од Илинденската организација, туку од Националниот комитет. Прославата на 30 годишнината на Илинденското востание не била одржана поради тоа што управата на градот Софија го забранила. Ако е бугарски празник, зошто го забранила чествувањето? Што значи Илинден за македонската емиграција во Бугарија најдобро покажа обидот на Националниот комитет на македонските братства да го замени чествувањето на Илинден со духовен. Во еден напис се истакнува: врховистичкиот национален комитет сака да му наложи на македонскиот народ и на емиграцијата Свети Дух како ден на Македонија. Тоа беше неопходно за врховизмот за да го одречи вистинскиот ден на Македонија, Илинден, за да се фрли маска врз првата македонска револуција и по таков начин да не дозволи на македонските маси да црпат од неа поука и вдахновение за револуционерна борба. Тие не сакаат да го прифатат и чествуваат Свети Дух како свој, зашто тоа е врховистички ден кој нема никаква врска со историјата на македонската ослободителна борба. Поробена Македонија си има свој историски величенствен Илинден, во кој целиот македонски народ востана со оружје во рака за национално и социјално ослободување за слободна и независна Македонија. Илинден е жив спомен, потик, вдахновение и пример за ослободување. Да го запазиме и уште повисоко да го издигнеме тој револуционерен празник како Ден на Македонија. Завршен цитат. Одржувањето на оваа научна трибина посветена на денот ќе даде скромен придонес во афирмацијата на самиот датум и подсетување за огромното значење на Гоце Делчев во поставувањето на темелите на македонската држава. Прво, Гоце Делчев постојано инсистирал на самостојниот карактер на ВМРО и самостојната борба на македонскиот народ, без надворешно мешање, за создавање на автономна македонска држава во нејзините етнички и географски граници, определени во уставот и правилниците на организацијата. Во моите истражувања, особено во архивите во Република Бугарија, не сум сретнал ниту еден документ или мисла, реченица на Гоце Делчев, каде би барал помош од Бугарија или некоја друга држава во борбата за ослободување на Македонија од турска власт. Тоа е историски факт и никој не може да го побие или негира. Дури во преписката на Делчев со Ефрем Чучков се откриваат податоци според кои бугарската погранична полиција и војска ги прогонувала четите на ВМРО и комитските чети и се обидувала да ги спречи да ја преминат тогашната бугарско-турска граница во делот кон Македонија. Второ, Гоце Делчев, како представник на задграничното представништво на ВМРО, заедно со неговите соборци го претворил градот Кюстендил во вистинска тврдина крепост на ВМРО и најважна точка на територијата на Бугарија, каде се чувало оружјето во посебни магацини и се испраќале и пречекувале комитските чети од територијата на Македонија. За таквата активност Делчев ги искористил бројните познанства, пријателства што ги имал, како и лојалноста на членството на организацијата, која со својата конспиративност изградило силна и моќна мрежа на помагачи на ВМРО.
Таквата мрежа на организацијата се простирала во сите градови во Бугарија каде живеела бројна македонска емиграција. Трето, во статијата посочувам податоци според кои јасно се заклучува дека оружјето во магазините на ВМРО влегувало исклучително преку купување со пари од организацијата, без никакви подароци или донации од поединци, организации или било какви надворешни фактори. Со тоа се исклучуваат како неточни некои тези и тврдења дека организацијата добивала оружје од бугарската влада, војска или други фактори. Од друга страна, ваквиот податок е во правец на тоа дека ВМРО била независна организација и не била подложна на влијание од надвор во донесувањето на своите одлуки и нејзината револуционерна дејност. И покрај неколку месечните борби, Илинденското востание знаеме дека беше крваво задушено. Важно е да се потенцира дека формирањето на македонското револуционерно движење од самите почетоци на подготовката за неговото образување во текот на 893-та, па се до активностите и целите кои ги постави револуционерната организација, за историјата на македонскиот народ ги представува движечката сила и генезисот преку кој се акумулираше желбата на македонците за реализирање на политичката партиципација во балканските процеси. Во ваква состојба македонското прашање, шансата за своето повторно реактуализирање трпеливо ја чекаше се до асномските одлуки од 2 август 1944 година. Токму тогаш државотворната визија, која македонскиот народ ја носеше во себе за време на сите промени и судбински искушенија, својот видлив облик го доби од создавањето на Македонија во рамките на Југословенската федерација. Во целиот период од појавата на македонското прашање и ни сите процеси кои што истото ги помина, во текот на општествените и политичките услови во кои екзистираше и се оформуваше, ова прашање ги разви и се бореше низ еден навистина широк спектар на можности. Почнувајќи од барањето за автономија, па се до вариациите за федерално и конфедерално конституирање, сите тие обиди имаат свое влијание кое доведе до соединувањето во единствениот антифашистички блок за време на Втората светска војна, во која македонскиот народ на заседанието на Асном ја доби и првата голема битка за државотворност, при што конечно се здоби со шансата за започнување на процесот на решавање на македонското прашање. Повеќе децениската борба од страна на македонското национално револуционерно движење беше длабоко проткаена со визијата на великанот на движењето Гоце Делчев, кој несомнено ги постави темелите и највисокиот дострел на организацијата, кој се состоеше во ослободувањето на Македонија и во борбата за создавање на самостојна, независна и суверена држава Македонија. Оваа борба за зачувување на неговиот идеал, почитувани за македонската национална држава, трае до ден денес. Почитувани, ова беше уште едно ново издание од емисијата од своја страна. Овој пат посветено на животот и делото на македонскиот револуционерен херој Гоце Делчев. Ние се гледаме веќе наредната среда со ново интересно раскажување, нов гостин и нова приказна. До тогаш бидете поздравени!